Се навршуваат точно 30 години од издавањето на единствената плоча на групата Распеани каменичани, издание кое што содржеше 11 песни кои беа доста популарни во бившите ју простори. Номерите кои што беа издадени од славниот Југотон беа продуцирани од Пеце Атанасовски под диригентската палка на Вјечеслав Поповски. Ова беше плоча, беше прогласена за најуспешна од тие тогашни староградски средни предишници што ги имаше изградуват. Јас ви кажам. Многу информации дојдоа од битва дека песната меа ни пусти мене, што ми гледат како бе. Јас еве си дозволив да земам заради геру, вие тогаш може би не знаете. Така да, ова беше, да викам, беговите и ова сознание, хит на републиката. По тој повод дел од членовите заеднички се собраа да ги евоцираат спомените од тоа време во кое, како што велат самите членови, дружбата била најважна. На толку многу моменти се сеќавам, ако треба да напишам некои мемуари, ми треба тони листови хартија да го испишам се ова. Ние си поминувавме многу убаво, се дружевме, пиевме кафе, излегувавме по кафани, дома се дружевме, ова беше се нај. Меѓутоа, најголема благодарност до професорот. Сега сум малку носталгична, кога се враќам пред 30 години, кога бевме млади и убави. Сега веќе сме по-возрастни, сите имаме дома други обврски, имаме внуци, имаме работа како сме били и млади. Зашто ако нешто најмногу на мене ми недостасува, тоа е дружењето. Кога јас како млада мајка можела сум да оставам 2 малолетни деца и да се чудам да ги оставам до комши и до војно и да идам, значи нешто сум го сакала и сум го работела. А исто мислам дека сите нешто ги влечело, значи нешто кое го работиш од срце и успеваш во тоа. Но музичките работници од Македонска каменица се надеваат дека ова нема да застане тука. Се планира повторно афирмирање на оваа позната каменичка група, чии хитови се најдоа дури и на првата позиција во бивша Југославија. Истина сега тие згради, тие соби тука, според мене треба нон-стоп да има дали дечки, дали возрастни луѓе, да се движат, нешто да се случува, да се дешава и да може да го сообновиме Распеани каменичани со таа цел, со таа идеја, шо не да видиме кој каква традиција, кој како размислува, нормално да убациме ако треба некои помлади членови. Искрено сум возбудена во смисло дека ќе воскресне нешто што некош многу вредеше. Ја како млада, 88 година сум имала 20 години, вие ми бевте поим за културата на Македонска каменица. И идејата на директорот, мога да кажам секоја чест, јас се надевам дека од вас ќе почне и нема да заврши во континуитет понатаму. Дека ќе има рекрутација на нови, на млади. Поддршка давам целосно, ако се продолжи со голема радост ќе настапа и понатаму. Надевам се дека ќе Господ ни даде малку здравје да бидеме надолу и на наши боснаци многу ги нема, но многу се и не се ни покретни. Благодарни сме за тоа што сме веќе на нога. Ако нешто се успее да таму пак да живееме малце, и многу има здруженија од некои градови што се и пензионери и помлади комбинирано. А сакам, стварно од срце сакам да се дружиме, да обновиме нешто што било порано. На заедничката средба присуствуваа вкупно 15 членови кои што во моментот се наоѓаат во Македонска каменица. 5 од нив не се веќе меѓу живите, останатите не се наоѓаат во Македонска каменица, но силно изразија поддршка за повторното формирање на оваа славна каменичка група.